Пратениците денеска треба да ја продолжат расправата за предлог законот за употреба на јазиците во рамки на 15-тата седница која беше прекината на 23 септември поради почетокот на кампањата за локалните избори. Председателот на Собранието Талат Џафери во петокот најави дека собраниската дебата би можела да биде прекината само ако дојде предлогот за пополнување на испразнетите министерски места во владата на Арбен Таравари и Рамис Мерко, кои на локалните избори беа избрани за градоначалници. Работната група до Министерството за култура ги доставила првите елаборати за споменици од проектот Скопје 2014 за Андон Јанев Кјосето, за Мајка Тереза и воин на конј на плоштадот Македонија. Тие ќе бидат проследени до владата која ќе одлучи што понатаму со нив. Дел од елаборатите се подготвени и ги разгледуваме надлежностите кои институции на локално или централно ниво треба да ги преземат, изјави министерот за култура Роберт Алагјозовски. Во земјотресот со јачина од 7,3 степени што го потресе северниот пограничен регион меѓу Ирак и Иран, досега загинаа најмалку 348 лица, а повредени се повеќе од 5600. Една иранска агенција за помош соопшти дека околу 70.000 луѓе им е потребно за солниште по земјотресот, кој е еден од најголемите оваа година. Повеќето од нив кои загинаа беа во западниот дел на иранската провинција Керманшах, објавија официјални лица за државните медии.